Ленурие, Аирлија, работа. Мелиса, црна птица моја. За Арно да е, што правиш тука сама? А каде е Алпер? Нели вашите ке дојдеа денес? Разбрав, претерав со прашањата, ама морам да добијам одговори, кукло. Не знам каде е Алпер, ке дојде за кратко. А јас сум слободна. Јасно е, масажа на срцето. Црна птица моја, Мелиса моја. Што ти е, што си намуртина, кисела си? Да не е поради танцот? Ќе подготвам изведба само за тебе, а нормално заедно ќе се подготвиме. Црната птица Мелиса на сцена. Модерна изведба која ќе ја опише бурата во тебе. Ете, почна да се смееш. Ово сваќам како да, добро? Не тагувам за танцот. Не можеме ни најмал проблем да решиме со Алпер. Дојдоа нашите семејства, не се разбираме ниту со нив. Јас, за пример, ги давам мајка ми и татко ми. Тие се разбираат без зборување, Ѓоркем. Еј, стар духу! Веднаш напушти го телото на оваа млада девојка. Ѓоркем, бе. Што Ѓоркем, а? Само брзаш некаде. Каде трчаш? Да, имаме уште време. Се ево, така ли велиш? Така велам, Ѓоркем вели. Ѓоркем! Ете ја белјата моја. Не трчај. И онака немаш слезина да ти отече, ке пукнеш, човеку. Зошто дукерот е затворен? Туристи ке дојдат, жити бога, ке јадат нешто, а дукерот е затворен. Алпер, дојди. Што дојди Алпер? Пола порција ке се струполиме тука, добро? Подијомот го ставаме на младите. Те бакнувам среди таа работа, ајде. Ајде, оди, продолжи. Поздрав! Се извинувам. Можно е да претерав малку. Беше во право. Бириджик, Хазирам, бе? Па каде си ти? во хотелот работаа ти? Не го истурај, колку пати ти кажав. Појрас ли е тоа? Аха, да. Што правиш ти? Многу ми недостасуваш. Кога ќе се видиме? И ти ми не достигаш, Бириджик. Има многу работа во хотелот, ако сакаш ти дојди овде. Е, како да дојдам? Не можам да го оставам дуќанот. И ти имаш работа во хотелот. Во Истанбул се гледавме повеќе. Казиран, навистина се случија многу работи. Што да правам? На кого да му раскажам? На Камен, на морето да му раскажам? Не прашувај. А да ги завршиме работите и да одиме во Истанбул, што велиш? Навистина, супер би било, многу ми недостига. Ке се забавуваме. Така е. Цела ноќ ке се забавуваме, цел ден, цела ноќ ке шетаме по улици. Што велиш на тоа? Што се случи? Што се случи? Ништо, ке ти се јавам подоцна во ред, сега треба да исклучам. Добро, тогаш те бакнувам. Ајде, бај. Ајде се гледаме. Ке ми биде
Многу мило ако бидеме повнимателни. Во ред. Здраво! Колку е убава продавницата? Како? Многу е убава. Сребро е ова? Пардон. Ланчето не интересира? Види ова. Ке огребата нема ни да осети. Да нима некаква мака. Овие се од островот, мила. Каква мака може да имаат? Погледни го лицето. Очигледно дека е влюбена. Нели ти реков? Ајде, остави го ланчето и да си одиме. Оваа нема да се разбуди. Колку си смешен. Како да те одбијам? Бирчик? Бирчик? Што правиш, бе? Од памет ме извади. Дошо, зашто стоиш вака како каменче ти бога? Муштериите влегуваат и слегуваат, ништо не продаваш ти. Какви муштери? Имаше ли муштери? Еднаш на 100 години доаѓаат муштери, јас не ги видов. Ама настави ги, душо, и онака ќе купеа само 2-3 алки, после ќе се пазаруваа со тебе 5 лири, дали може за 3, остави ги нека си одат, ајде. Ама јас и онака немам малки. Треба да ги продаваш. Јас многу сакам алки кај жените, го знаеш тоа? Добро, тогаш кажи ми што уште сакаш, ке донесам се што сакаш. Ми ветуваш? Да. Јас сакам донер. Секако душо те молам надвор да отвориме теска за донер. Добро ќе се продава, бога ми многу ќе ми биде мило да... Ја, Да. ама не можам. Зошто? Во ред, ајде кажи зошто дојде. Утре ќе дојде една група туристи. Секој од нив да троши по 100 евра, бога ми ќе се збогатиме. Во ред. Во ред? Па тогаш наполни го дукерот. Во ред, Бирджик? Го земав ова да знаеш. Нехир, отвори ја вратата, ќерко. Нехир. Зарно да, бато Фати. Зарно е, зарно. Добре дојде, Фати. Повели, влези. Што се случува? Ништо не се случува, ќерко, ништо не се случува. Хајде вие влезете внатре, сега доаѓам и јас, повелете. Одам да си ги лечам мозокот и духот, бидејќи морам. Може би некој ден, кога ќе станам подобар човек, тогаш ќе те заслужам тебе. До тогаш до гледање. Една единствена жена што ја сакам јас. Земи, ќерко, Нехир. Мајкино, Нехир, земи го кафето. А тие ви останаа во раце. Да ги земам. Добро. Здраво. Како сте? Добро сме, фала му на Бога, добро сме. Вие како сте? И ние сме многу добро, фала му на Бога. Како е на работа, госпогице Нехир? Се надевам нема проблеми во хотелот, нели? Кај нас ова време има многу работа, период нели за вакцинација и имаме 4 ножни пријатели кои ни доаѓаат. Нормално и двоножни птиците, на пример нели птиците се. Господине Фатих, може да преминеме на главното? Па стигнав токму на тој дел, точно сум таму.
Еве сега нова кафе е солено. Имам проблем со желудникот. Кога велам проблем, не мислам во таа смисла. Притисок, нели, шекер, да не се тие болести како карпасу, машала. Солта само ми прави киселина внатре ме расорнува многу. Сакате малку колонска да ви дадам колонска? Секако. Слушај, вамо, побрза, инаку ќе се откажам. Не може. Секако дека вие ќе одлучите дали може или не може, нели? Спојица нехир, знаете. Млади се виделе и се заљубиле. Господине Фатих, рековте младите се виделе и се влюбиле. Продолжете. Тоа значи дека ние немаме право многу на збор, нели? Не Хиркерко, со наредба на Господи пророкот, мајка ти Селма ја барам за мене, за овбе. А јас не ја давам. Како така? Што мене ме прашуваш дали може или не? Јас не ја давам. Се предомислив. Ама не Хирдушо, нели разговаравме за тоа? Нели рече побрзо да се венчаме? Во ред, реков, ама се предомислив. И онака бата Фатих боледел од многу болести. А јазикот да ми се открне, не во таа смисла. Тогаш ќе одам и ќе земам лекарско уверение од некоја позната државна болница да видиш дека сум добар. Пак не може. Боже, Боже, и сега што да правиме? Тогаш нема што да се прави и јас ќе си одам. Нема ли да ја смениш одлуката? Може би малку ќе размислам. Размислете се, како размислете и ќе чекам јас, ќе чекам. Ако го испиеш кафето, може би ќе те дадам мајка ми. Не ми... Ти ја давам. Тогаш нека е со среќа. Чекај, вода. Да ти дадам вода. Земи. Слушај, бата Фатих. Додека сум одсутна, нема да ја оставиш сама мајка ми. Никогаш нема да ја оставам сама. Не можам да го заземам твоето место, ама ова да го знаеш. Многу ќе ја усреќам мајка ти. Добро, ајде, немој да ме расплачете. Немојте, добро? Идил? Не знаев каде да одам, тетка Алија. Може малку да зборуваме? Секако, ќерко, секако. Дојди влези. Внатре. Тетка Алија, се извинувам што дојдов во ова време. Престани да се извинуваш. Кажи ми, бату ли е темата? Не знам ни јас. Јас веќе на вистина не знам што е точно, што е погрешно, си изгубив. Затоа те молам, ти кажи ми. Ако кажеш да се откажам од љубовта, ќе се откажам. Нека заврши се. И ако велиш оди по него, ќе одам. Не знам, ти кажи нешто. Ќерко, тука дојде затоа што го бараше него. Значи, било што сега да кажам, нема да ти ја стивне болката во душата. Ама и да е точна, и да е погрешна, никогаш не се откажувај. Албер, наскоро ќе се венчаме, знаеш? Да, знам. Зошто сега го кажуваш ова? Сигурен си дека сакаш цел живот да го поминеш со мене? Мелиса, нели веќе зборувавме за ова? Зборувавме, но јас се уште се трудам да се убедам себе си, Алпер. Значи, тоа што се случи утрово, мислам дека беше од нервоза, но изгледа дека треба да ме убедиш дека навистина си среќен.
Мелиса, види. На почетокот кога бев заљубен во тебе, шетав по улици како луд, се однесував како луд. Потоа помина, ама јас во тоа време бев многу несреќен. Знаеш зошто? Затоа што не можев да те држам за рака. Во тоа време не ме гледаше вака како што ме гледаш сега. Во ред, види, се навикнав на твојата љубов, помина таа лудост, ама јас сега сум среќен како никогаш порано. Значи, не можам да кажам дека нема да тагуваме во текот на животот. Ама знам, ако те имам тебе, јас секогаш ќе бидам среќен. Добро. Добро ти така ли е, добро. Мило ми е што е кај тебе. Ако се случи нешто, ќе ми се јавиш, нели? Добро ти благодарам. Добра ноќ. Што е сега ова? Нормално ли е ова? Зошто ја вознемирува да Алија нека си дојде дома да спие? Мама, јас не се мешам, мама. Не се мешаш, ама и не се разбираш. Очигледно девојката не ја фаќа место. Бара место за криење. Може би тебе те обвинува што си замина Бату. Идил! Што правите вие, бе? Губите ме! Не те сакам ниту во мојата куќа, ниту на островов. Оди, ајде! Добро, заврши приказата со Бату. Не сакам веќе да го слушам името на Бату. Не сакам! Мене ли ме обвинува? Камо да имав придонес во заменувањето на Бату. Ама за жал. Тој скитник не замина поради мене, туку избега од својот страф. И добро направи. О, господине Латиф, колку ладнокрвно го кажувате тоа. Добро направи, добро направи. Таа ти е керка, керка. Секогаш ќе бидеш крај неа, ќе ја штитиш. Зейнеп, немој сега и со тебе да се карам тука. Не ми е јасно што сакате вие, бе. Ете, Бату замина, нема веќе проблеми, го нема, Бату немаме маки, што ти е? Зейнеп? Зейнеп, што ти е? Зейнеп? Ворете. Ворете, ништо не ми е помина. Ва како ништо не ти е се искриви цела, ќе викнам брза помош. Ворете, помина. Ете, помина, ништо не е. Зейнеп, ќе ми кажеш ли сега што ти е? Сум заспала. Добро утро. Добро утро. Јас сум многу гладна, ти? Ке ти подготвам нешто. Да се пресоблечеме и заедно ке подготвиме. Подобро ти е, нели? Подобро ми е, подобро. И добро се наспав. Доаѓај повремено кај мене. Ќе ми правиш друштво. Може. Ама што знам, теткалие? Има една празнина во мене. Ми се чини дека никогаш нема да заврши. Ми се чини дека никогаш нема да се излече. Може би ќе трае долго, ама верувај ми дека пак ќе се смееш. Дури ќе имаш посреќни денови отколку во минатото. Појрес како е, имам своји проблеми и него го заборавив. Не е лесно тоа што го претрпе. Појрес никогаш не ја покажува својата мака и грижа. И како дете беше таков. Ќерко, тој уште е дете пред моите очи. Ма знам, се смири бурата во него. Порасна. И ти порасна. Да, ајде сега кажи ми. Што одлучи? Ќе одиш или ќе останеш?
Значи, деца, нема да ве печат очите од кромит само ако вака играте со него, знаете? Опс. Оставете го кромидов, нека остане, немојте да го употребувате. Да, драги чираси, кој ќе направи композиција која му доликува на секој гурман? Повели бурек. Да, бидете сигурни дека ќе спремам одличен специјалитет со оваа риба како вистински шеф, пријатели. Се разбира. Да, се разбира дека ја гледаме рибата, но поважно е да видиме што ќе направиш со неа. Нели е така бурек, знаеш дека ова е редок вид на лосос? А, лосос, си чул? Редок вид? Не, ова е обичен лосос. Браво, Чирак, ве тестирав. Лосос, морски сос со него. Со овој лосос ќе ви направам совршена риба, малку чадена во морска сол, со босилек, со домати и со кромид. Ќе бидам прекрасна. Прсти ќе изедете сите, да знаете. Ако дозволите, шеф Ѓорѓе, јас сакам да ви направам бифтек мариниран во сосот кафе де Пари. А изгледа сакаше да кажеш кафе де Пари. Токму така кажав. Сега навистина и мене многу ме интересира ова. Да, ве чека одлична етапа, со жестока конкуренција, брзо, ајде да видиме, продолжи, go, 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 go. Да, брзо, времето тече, одбројувањето почна, па веќе поминаа 30 секунди. Вистина, побрзо. Ѓоргем сите ги собрал во кујната и ги тера да работат. Замисли, Појра, скоро сме при крај со се. Ти се верували, Појра, се е во ред овој пат. Зошто да не биде во ред? Секако дека ќе биде. Не знам. Толку се навикнав работите да тргнат наопаку. Веќе нема да имаме такви проблеми во животот. Се ќе биде во најдобар ред. Така е. Можам да се навикнам и на тоа, можам да се навикнам и на тишина. Замисли, Бату го нема, Кутај го нема, Тојгун го нема. Појраз, ние не зборувавме досега, ама... Ете, татко ти. Навистина ти е добро? Добро сум, нема проблем. Хазиран да не беа тие работи немаше да ми биде добро. Не сакам веќе да живеам во минатото и не живеам. Само иднината ја гледам. Нашата иднина. Зборуваш за хотелот, така? Хотелот го гледаш, да, и јас. Добро ни оди, дури почнаа да ни доаѓаат гости од надвор, многу добро ни оди. Знаеш што мислам? Дали да направиме ова, да организираме активност како што му доликува на хотелот, како на пример надпревар со велосипедија? Велосипеди? Немој да кажеш дека не знаеш да возиш велосипед. Јас? Ако сакаш ке се тркаме. Да имавме велосипеди со задоволство, ама за жал. Кој рече дека немаме? Зеленчук со хормони од село, без врата. Абе, без дозвола влегуваш во мојава кујна. Што се случува? Ѓорkem, донесов од прачуените печурки на нашиот остров. Многу ќе уживате додека ги јадете. До тој степен се вкусни што, ама прво... Како прво, ова да ти го кажам, мој садик. Што се разбираш ти во печурки? Навистина го кажам ова. Ама ако остави ги таму, ќе направам mac and cheese со печурки од нив. Ајде, излегува од моја кујна, ајде, оди, продолжи, ајде. Господе Боже. Ова не е куќа, ајде. Ова е моја кујна, мешај, а го измеша добро, што оправиш? Полека, му стави ли ти оригано? Аха. Што аха? Ставив. Какво оригано стави? Се надевам хотелот ке го најдеме таму штом се вратиме, значи да не се задржиме. Ништо нема да биде, и онака Ѓорке му правува со сите работи. И не хире со него, значи нема проблеми. Ти ли го испланира сето ова? Што сум испланирал? Ете, нели од вчера сме заедно. И Алпер и Мелиса ли се вмешани во ова? Уште не знам зашто ме обвинуваш. Во ред, тогаш ке те прашам директно. Како ги убеди сите да не остават насамо?
Јас мислев ти го направи тоа. Јас ли? Како прво, мене не ме бива за вакви планови. Јас да испланирав нешто, немаше да те терам да работиш до безсвест. Јас ти реков, ако сакаш можеш да си одиш. Освен тоа, планот да беше мој ќе беше многу поубав. А што ќе беше твојот план? Например, велосипеди. Тоа не важи. Велосипедите беа моја идеја. Дали си среќна? Кажи, љубов. Фатих, слушај, ние сега одиме во чаршија со девојките. Ќе купиме чевли, имало голем попуст. И воедно ќе ја помогнеме на Мелиса. Добро, душо моја, одлично, одете, прошетајте малку, ако. Не ти се јавив да ти побарам дозвола, Фатих. Ова го кажувам за да одиш и ти да си купиш нешто за венчапката. Во право си, и јас треба да купам, нели, Бога ми заборавив од возбуда. Те молам, немој сега да купиш некоја шарена облека и да кажеш од возбуда. Не, љубов, не. Ќе купам црно палто и бела кошула, ете толку. Добро, тогаш ајде да му се јавам на Ѓорке. Ме рече дека ќе ни помогне и тој. Ајде тогаш. Од возбуда заборавив, Здраво. Здраво. Малово пријателче го најдовме само на улица, изгледа го напуштила мајка му. Да ве замолиме, може ли да го прегледате? Колку е мило ова. Ама јас имам многу важна работа и ветив на Селма, ќе се вратам за 1 сат. Ако го донесете после 1 сат, тогаш убаво ќе го прегледам. Освен тоа, првиот преглед му е бесплатен, ајде, ќе се видиме, одам, ајде. О, Боже. Така. Се гледаме за 1 сат. Зорба. Доаѓам. Добре дојде Порез, добре дојде Хазиран. Ајде, влезете внатре. Не, бабо, нема да влеземе. Дојдовме да ги земеме велосипедите и одиме. Кои велосипеди? Нели јас и Алпер имавме велосипеди, ги ставивме во магазин. Како да не? Толку години стојат таму, не се возат. Ништо не им е, сега ќе ги средам. Во магазинот се сине, вратата е отворена. Добро. А ние малку да разговараме насамо. Ајде, дојди. Ајде. Може. Welcome to our Iceland. How are you? Fine. Welcome. Добар ден. Добар ден. Welcome. Мелиса. Мелиса, Алпер, што барате вие овде, Зошто дукерот не е отворен? Само јас ли ќе придонесувам во развојот на овој остров? Само јас ли ќе продавам овде? Отворете го дукерот во име на Бога, направете чај, ем ќе пиеме чај, ем ќе го продавам ова. Прво да купиме некои работи за сладкарницата, ти потоа дојде на чај и да го исправиме овако може погрешно си го напишал Садик. Што сум напишал погрешно? Точно е велкам. Зашто размислуваш толку? Во ред, дојди, размисли во кафулето, така размисли биде. на шопинг. Така нека биде. Ајде. Велкам, што е, Чичко? Народот полудел. Да не бараш работа. Чичко, ајде, жити Бога, немој да ми стоиш пред тезгава, ајде. Понекогаш зборуваш без врска глупости. Велкам. Командире. Повелете. Има некаков проблем? Не, нема проблем никаков, но не ли требаше туристи да дојдат на островот, дали дојдоа? Дојдоа пред малку. Изгледа тие се туристи. Благодарам, командире, благодарам многу. Hey, how are you? Come here, welcome. Што поточно сакате да кажете вие? Не го гледај, бе. Што? Табелата ја покажува, изгледа дојде да не земе. Не сме со вас. Види. Колку убава насмевка имаш ти, Маргаритке моја. Бога ми многу убаво се смееш, бе. Дури и радоста на странците е поинаква. Ке ви раскажам. Ке ви раскажам со јазикот на птиците. Човеков не е преведувач и не може да не однесе во хотелот. Не може тој. Хотел! Ја, хотел! Барем да ве однесам до хотелот, ајде! Ком, ајде, оди! Ајде, оди! Го! Шнел!
Машала бри. Ајде си купите нешто, а? Ништо не бива од овие. Му кажав, ама не верува. Лудо дете. Ти како си? Подобро ми е, ви благодарам. Дури се чудам на ваквата ситуација, велам да не се навикнам. Секој миг ми се чини дека ќе се случи нешто. Двајцата доживеавте страшни работи, затоа нормално е да се плашиш да не се случи нешто. Ама, остави го веќе минатото. Тогаш не ти беше добро, се плашеше, а сега? Понекогаш сакам да не оди секако што треба, затоа што ако се расипе ќе тагувам, тоа го знам. Например, денес, сакам денешниот ден да не заврши. Ако заврши, не знам дали некогаш ќе доживеам ваков ден. Не знам, ете, имам страф од тоа. Душо, знаеш дека и ние имавме некои проблеми меѓу нас. Тоа беше затоа што не се познававме доволно. И двете многу го сакавме поераз. Ако ми веруваш, биди сигурна дека и тебе ќе те штитам исто колку и поераз. Како така? Хајде, качи се. Но овие ќе се качиме? Што мислеше? Не се глупирај, со овие нема да стигнеме ниту до хотелот, ќе останеме на пола Се пат. плашиш, значи се откажуваш од трката. Никако. Хајде. Бабо, ќе дојдам да го земам автомобилот во ред? Поераз, намени после да поразговараме. Се гледаме, тетка Алие. До гледање, ќерко, вози внимателно. Да нема некаков проблем? Не. Ајде, оди сега. Ќе се вратам по автомобилот. Добро, ама возете внимателно. Добро. Господине, тие се за жени. А овие многу ви доликуваат. Така ли е? Установа. Тогаш сите ќе ги земам. Како и да е, ќе ги носам и друг пат. Сега да не губиме време. Треба да најдам и пантолани да одговараат на kошулите. Секако. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Истори. Добро. Одлично. Може ли да се плива во ова? Можеме ли да стоиме на нозе? Да направи со ова, ќерко. Ова е се поради Садик. Тој дојде и ме преплаши. Многу ставив од ова, бе. Сега месото ќе се стврдне. Ете ти. Садик. Бараш изговор. А што е овој мирис? Не ме гледај така како риба. Го изгоре лососот. Ајде, го изгоре. Господ да не те казни, го пропасти. Отиде убавиот лосос. Нека изгори. Нека ти изгори раката. Што е ова? Бака се чади. Со пламен го чадеше сега, а? Па ти го заборави во рерната, човеку. Садик, изгубив контрола врз раката. Види го и тој вика, Садик. Не го закачајте мојот Садик. Слушај ваму, правиш што ќе правиш само да можеме да јадеме во ред. Многу чад, отворете врата и прозор. А ти донеси млеко и сирење. Ајде, ќе направам макен чиз со печурки. Проклети чираци глупави. Ајде, побрзајте. Го. Ајде, нека гори се. Треба да добиеме во време. Ајде, побрзо. Јас ти реков,
Ти реков дека вака ќе биде, сега морам да пешачам до хотелот. Не се и наети, ајде дојди, после ќе го земам велосипедот. Тоа не може во ред. Како ќе пешачам до хотелот? Можеш да го замислиш нередот во хотелот? Не грижи се, нема да ти испуштам. А? Дојди. Дај го велосипедот. Дај. Ето. Дојди вам. Дојди, верувај ми. Ама внимавај, во ред. Во ред, дојди. Добро, чекај малку. Спремна си? Не. Сега? Не, пак не. Спремна сум. Kom! Welkom, душа моја, welkom. Дојди, помини ти, ајде. Ке бидете сместени во овој хотел, многу е убав, нели? Одморете се малку, добро, во ред. Видете, ако сакате да размените евра, дојдете кај мене, договорено. Јас сум најдоверливиот човек овдека на островот и не го заборавајте тоа. Само кај мене. Јас сум многу гладна. И јас, мислам. Гладнела мојата Лолитка, мори. Сега ќе те најадам јас тебе. Не грижи се за тоа, сега убаво ќе те најадеме. Фуд. Ќе те најадам. Го имаме Ѓоркем, голем шеф. Ѓоркем. Да, сега ќе му кажам. Ѓоркем! Доаѓам, душо, доаѓам. А душичке мој, гутен моген, welcome, добре дојдовте. Добре ве најдовме, душо. Значи, вака, Ѓоркем, луѓево сега дојда овде. Шеф! Тој е шефот, да, тој е голем шеф, да. Дојда овдека и сега се многу гладни. Ама господицата била погладна. Може за неја да најдеме, те молам нешто убаво да јаде? Те молам. Секако дека можеме да ја најадеме. Ама имаме само еден избор од менито. Како? Па, чираците го прегореа јадењето, нели, душо? Само ни остана мак енд чиз со печурки. Ти што ги донесе тие, да. No. We don't eat cheese. We are vegan. Овие биле вегани. Не јаделе сирење. Нехир? Керкова, ти знаеш англиски, душа моја? Да, разбирам малку, да. Те барав на небо, те најдов на земја. Тогаш вака кажи на оваа млада госпогица, значи имаме една мака, 2 реченици, добро? Кажи да видам, праша дали е вдовица. Пардон, дали е немашена, ете тоа. Зошто сега да ја прашам за такво нешто, бато Садик? Имаме многу работа, жити Господ. Нехир, само една реченица, ма душо, само реков прашаја. Ме боли. Ке ти дадам една лира. Ајде. Садик. Види се што ме малтретира. Are you married? Не ве разбирам. No, we're not married. We're just hungry and we're also vegan. Тоа го разбравме, бе. Што речева? Што рече девојката? Овие не биле венчани, овие јаделе само треба, ништо друго не јаделе. Ако. Нехир, пегава готико му е смирено. I know Майкина, но сега what не се смеј. Значи, што ќе биде сега со толку јадење, нели? We have mushrooms, например. Што реков? Бога ми се измерив од зборување. Што ќе биде со толку јадење? Направивме јадење во кујната. Не се смеј. Што кажа тој? Nothing. Да се одлучиме што ќе јадеме, многу сум гладна. Што вели? Кирко, ти знаеш јазик, прашаја што вели, ајде. Никој или никого не разбира? Само девојчето знае англиски. Останатите изгледа не знаат. Нели човекот беше англичанец, бе? Сега навистина ме изнервиравте, ме фаќа една нервоза пред гостиве. Еден германец, еден англичанец и еден дебел човек има во просторијава. Ѓоркем, сработа така пред гостите, еј. Добро, не се расправајте. Јас сорам да им спремам јадење на овие. Ајде во кујната, ајде, Нехир.
Не гледај така, собери го ова, куферите. Добре ни дојдовте, повелете. Ѓорѓе. А, што е? Ѓорѓе, запознај ме со девојката. Девојката? Која девојка? Не. Може, Не се глупирај, не и се пуштај на девојката. Ајде, не ти доликува. Се сеќаваш на тоа, кога мама ни ја скрати толку косата кратка, нели има Како не се сеќавам, бевме млади девојки. Бога ми се срамев да одам на училиште. Знаеш дека ја чував косата? Зошто? Ти многу се разочара, а мене ми беше многу жал. Ја чував косата што ни ја скрати мама. Дури многу ми беше жал што не ја земав кога заминав одовде. Никогаш порано не си го кажала ова. Веќе помина сум заборавила. Не знам како сега ми текна. Многу се задржавме. Ајде, треба да купуваме чевли за свадбата. Добро, ајде. Идил? Дојди. Здраво, добре дојде тетка Селма. Добро ве најдов. Идил душо, како си? Не знам. Ние ќе одиме на шопинг за свадбата, дојди ти со нас. Ќе облечам нешто старо. И онака, и моето присуство, и моето отсуство ништо нема да ви значи. Како може такво нешто? Може нам ќе ни помогнеш? Одам во мојата соба, денес сум малку уморна. Ти како си? Подобро ти е? Добра сум, многу добра, не грижи се. Зошто? Што ти е тебе? Не, ништо не ми е, ништо важно. Ајде стани Добро, да одиме. ајде стани да одиме. Чекај да ја земам ташната. Земи ја. Ало? Здраво, господја Ајтен. Јас сум Идил Саглам. Како сте? Не. Појрас е добро, немојте да се грижите за Појрас. Не е важно, разбирам. Ве вознемирив за нешто друго. Дали знаете каде е Бату? Не е на островот. Мислам дека е во Истанбул. Реков, може би ви се јавил. Може би знаете нешто, разбирам. Да, ве разбирам. Во ред. Може да ми се јавите ако слушнете нешто? Ви благодарам, пријатно. Добра, продолжуваш да сецкаш зеленчук. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Да помогнеме? Не, заврши веќе. Овој мирис? Пегава готико. Веган готика. Прекрасен мирис. Брзо да ја кажеш причината за ова. Всушност не е многу тешко нешто, само треба да си многу внимателен. Слушна, значи внимателен. И многу импресивно. Секако импресивно, исто како мене, внимателен и импресивен. Деца, не можам да издржам, жи ми Господ. Ќе од моето ремек дело, нели? Инаку, кој ќе го изеде? Леле. Ете ова. Кој сака да го проба моето ремек дело, нека дојде, инаку само трошки ќе останат од него. А не всадик нека ги јаде. Дојди вамо, дојди. Убаво мириса. Да видиш јадење. Ќе го пробаш? Ќе го пробам. Да не се изгориш. Дојди вамо. Не се глупирај, бре. Ах бе, врапче моје убаво. Како се храниш само со требажи ти Бога? Како така може човек да не допре месо, пилешко, свиско? Ај,
Еј, што си заљубен, Садик? Не може да се разделиш од масата. Бато Садик, земи од јадењето, многу е вкусно, после нема да остане. Слушај ме, бене, ке ти кажам сега една песна. Јас имам толку љубов, што не може секоја перница да ја носи. Големи се моите надежи, не ги собира во еден куфер. Ах, ова мое малечко срце, не може без тебе, ма еј. Лове. А сега и поет ли стана? Слушај, ваму капак за шахти. Ке се превртиш над жената, не и се додворувај веќе. Ке ја прегазиш. Помини наваму, ајде. Еве вака ги бркаме. Сите туристи од земјава. Веднаш ке се вратам. Дојди, мамо, дојди. Еве, седну, баба, ајде. Негир, види вака сега јас ке одам кај нив, добро? Нека те прашаат нешто, добро, да видиме што им треба, разбираш, треба да знаеме, нели? Мене не ме мешај, бато Садик. Бидејќи ако ме мешаш, јас нема да кажам ниту еден добар збор за тебе. Добро? Ако треба, јас лично ќе се погрижам за нивните потреби. Ти немој да се грижиш, во ред? Тогаш јас ке одам кај Мелиса, добро? Може би овие ќе менуваат евра во чаршијата, па јас ке им ги сменам. После нека си купуваат што сакаат, нели? И Мелиса знае англиски. Вие одморете се до тогаш. Браво за мојот Садик. Ти собери го ова, однеси го и ова. Ние до тогаш да го средиме нередот. Добро, тогаш јас ќе одам, останете вие со здравје. Благодарам. Знаете што да правите, нели? Спремете некоја трева сработа инаку. Добро, јас одам. Чувајте се, останете со здравје, во ред, но се договоривме. Розичке моја. Јас не се поправам. Не вреди за мене, навистина. Штета и за тебе, бе. Многу сме различни по природа. Од сега, ти си мојот најголем непријател. Ѓорkem, каде си ти, жити Господ, свесен си дека имаме свадба? И тебе, good afternoon, мајкино. Прво кажи здраво. Веднаш ќе ти кажам што прави Ѓоркем, што јаде, што пие. Затоа што јадам mac and cheese со печорка кој сам го сготвив. Не само што го јадам, туку и го гледам, бидејќи е ремек дело. Ремек. Што зборуваш, бе? Ако бегаш од работа Мајкино, никогаш во животот јас не сум бегала од работа. Освен моите обожаватели, дали сум јасен. Тие понекогаш ме спобудалуваат. Ке полудам, навистина ке полудам. Слушај сега, прво замолчи и слушај ме мене, во ред. Јас имам предност, знаеш. Слушај, фустанот што ми го прати, малку е краток во должина, треба да се менува. Секако дека би требало да ја кажам на Селма, ма жената има многу работа. Поради тоа ти ке ја средиш таа работа и точка. Не сакам ништо друго да слушам. Затвори, навистина не сакам да се расправам. Ајде. Те бакнувам, бај. Што му е на бурак? Како залутен куршуме. А и мене ми се повреќа, ау, да не од ветеров. Не знам, и мене ме боли стомакот. А што се случува со нас? Ау. Ау. Господе Боже, нехир. Не влегувај, Господ да те казни. Водата е на помладиот, а тоалетот на постариот. Бурак, излазите молам, ајде. Не можам, бато, многу ми е лошо. Синко, ме протера и од горе и од доле, излегувај. Не можам.
Ке те задавам, синко. Ти си готов. Ау, готов си, Нехир. Нехир! Слушај, Нехир, излези, жити Господ, Нехир. Ме тера и од горе и од доле се колнам. Оди си одовде! Слушај, Керко, ке те искубам. Бурак! Ај. Зенеп? Што бараш во болница? Јас имав неколку анализи, ги чекам резултатите. Имаш време да се напиеме кафе? Остави го сега кафето. Веќе неколку дена не ти е добро гледам. Сакаш да го криеш тоа, ама дури јас те забележав. Добро ми е, не претерувате, молам. Да влезам внатре да зборувам со докторот, ќе прошетам целата болница и ќе дознам. Ништо не ми е, не се глупирема. Добро, тогаш влегувам внатре. Застани. Не може вака на нога. Да седнеме некаде, ајде, дојди. Нека ти е солесно, баба. Благодарам, сине. Не и го даде прстенот? Не. Ама пробав. Рече не? Не рече не. Не ја прашав. Порано ја прашуваше. Толку ли е тешко? Бабо, порано ја прашав, но тогаш немавме доживеано вакви работи. Реков да не се плаши, но таа храбра девојка не се плаши и добро изгледа. Што знам, изгледа не знам како да ја прашам. Пробав денес да ја прашам во хотелот, пробав во дворот, ама не можев. Ти го дадов тој прстен бидејќи тој има своја приказна. Никогаш не си ми кажала, баба. Каква приказна? Не ти кажав, затоа што тој прстен веќе ќе носи друга приказна, сине. За тебе и за Хазиран. Значи, ќе носи приказната за Појрас и Хазиран. Доколку Хазиран ја знаеше таа приказна, ќе прифатеше да го носи. Благодарам, баба. Ќе одиш? Одам, ќе ти се јавам. Добро, ајде. Алпер, мораме итно да зборуваме. Татко ми знае ли? Да, му кажав. А Хазиран? Не сега. Таа сега има многу работа. Што ќе биде? Ако не и кажеш и мислиш дека нема да дознае? Нели е подобро ти да и кажеш? Нема да и кажеш, нели? Ако не и кажеш ти, јас ќе и кажам, бидејќи има право да знае пред да биде доцна. Во ред, но не сега. Ти. Како се чувствувате? Мене ми помина. И мене ми помина. Колку убаво. Внатре имав многу време да размислувам. Садик ќе го фрлам за да се хранат галебите. Ама тоа ќе трае многу долго. А бидејќи садик нема да заврши, а галебите не знаат да се наситат. Поради тоа ќе почнам од вас. Бога ме прави што сакаш, не може да биде полошо од ова. А ти се уште не го познаваш Ѓоркем Готико, пегава моја. Дали сум јасен? О, господе! Мене лошо ми е, одам дома да се одморам, во ред. Оди, да. Ти добар си, нели? Добар сум јас, добар, оди ти, оди. Слушај, дада Хазира не е добра, отида. Место во тебе ти е доверено. Добро, ајде, оди, ајде. На здравје.
Елиса, Бога би алалда ти е, дуќерот си го отворила на денот на свадбата. Бога ми, ние ќе го напредиме островот. Браво за тебе, браво. Бога ми, ти честитам од срце. Што сакаш, Садик? А што можем да сакаме, Мелиса? Да си здрава. Дојде да те гуштам, ајде, ми недостасуваш многу. Не претерувај толку. Кажи ми што сакаш. Сега, Мелиса, ја гледаш таа госпогица, нели? Таа госпогица е мојата нова девојка, во ред? Секако, мојата нова девојка. Поздрави ја да те видам, ајде. Поздрав. Не те разбира зошто, затоа што е од странство и затоа јас дојдов тука кај тебе. Нели ти знаеш англиски, затоа те молам, преведи ги моите чувства, те молам, ајде. Само јас знам англиски, Садик. Боже, таа се ќе те разбере. Do you speak English? Yeah, of course. I'm English, but my friend is German, so she doesn't know English. But I know German, so I can translate for you. Окей, госпогицата била германка, а господинот англичанец. Сега ти мене ќе ми кажеш, јас ќе му кажам немој, тој ќе ја преведе на госпогицата. Значи не е се до мене, Садик. Ама окей. Сега разбрав, да. Значи, вака што сакав да кажам. Значи, вака, кажи вака. Што да кажам? Германците и ние турците сме вечни пријатели, разбираш? Вечни пријатели. Садик, според мене подобро да и кажеш дека ти се допаѓа. Не може така директно. Како така? Па тоа не се едноставни работи, бе, Мелиса. Тогаш, вака ќе кажеме, значи како да кажеме, не се видело и не се чуло за ваква љубов. Принцот на островот не ќе ја направи кралица. Брзо, кажи, ајде. Не претерувај. Ете да и кажеме директно. Ти мене ми се допаѓаш. Добро, тогаш кажи, ајде. My friend says he likes your friend. Can you ask if she likes him back? Okay, sure. Велат, овој остров никогаш нема видено поубав пар од нас двајцата. Прашуваат зошто не сме заедно. Навистина, и вие мене ми се допаѓате од првиот ден кога стигнавме на островот. Особено ме импресионираше тоа што сте веган. She says she'll think about that. Што вели, а? Окей. Ќе размисли малку. Како ќе размисли? Како тоа, па ја што ти реков? Нели реков кралица, реков принц, а? Нели така, а? Роза, единствена моја, што ќе размислиш, ма? Има ли сега време за мислење? Шти Бога, еве, јас сум овде, што ќе размислиш, види, островот е твој, сади си колку што сакаш, јади си разновина трева, а, Роза моја, а? Единствена моја. Садик, остави ја нека размисли малку и жената има право на глас, нели? Размисли малку помодерно, те молам. Модерно? Тие така сакаат. Така сака. Окей. No problem, no time. Good time. Да одиме на друго место насамо, кажи им да не доаѓаат со нас. Да. And now we want to spend some time alone together. So I would be so pleased if you don't come. Come, добро. Не. Не, јас не реков. Мелиса? Што им рече Мелиса? Што направи? Ме остави без саканата, Мелиса, одат за рака, пати што направи? Што направи? Каква грешка, Мелиса? А Мелиса, же ти Бога, јас прифатив да станам вегетаријанец. Тој што направи? Ја фати девојката за рака, Мелиса. Садик, добро бе. Седни, смири се малку. Не треба да се брза во вакви работи. Ќе ти дадам чај, а ти седни, добро? Види. Ако прашува за мене, ме нема во ред? Во ред? Мелиса? Што правиш, Мелиса? Се криеш од мене? Срамота е ова, навистина срамота. Садик, не ли е срамота ова? Не. Изгубив нешто и тоа го барам. Никако да го најдам. Не ли, Садик? Душо моја, ајде, затвори ја вратата и да одиме на шопинг. Знаеш дека моите не чекаат, имаме многу работа. Ајде, рече, морам да го отворам и го отвори. Доста е веќе, ајде. А? Садик, ке внимаваш малку на дуќанот? Ке внимавам. Ке внимава тој, ајде, подвижна тезга е тој, ајде.